Прво послание на апостол Павле до Солуњаните, 4 глава. И така, браќа, ве молиме и ве законуваме во Христос Исус, онака како што научивте од нас, како треба да живеете и да му угодите на Бога, како што и постапувате, се повеќе во тоа да напредувате. Вие знаете какви пораки ви дадовме од името на Господ Исус. Ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство и секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во похотна страст, како незнабожците кои не го познаваат Бога. И да не престапува и го измамува во тоа братот свој, бидејќи Господ за сето тоа се одмаздува, како што ви зборувавме и сведочевме порано. Зашто Бог не повика кон нечистота, туку во светост. А кој го отфрла тоа, тој отфрла не човек, туку Бога, кој го даде својот Дух Свети во нас. За братолюбието пак нема потреба да ви пишувам, зашто вие сами сте научени од Бога да се сакате еден со друг, бидејќи така и постапувате со сите браќа по цела Македонија. И ве поттикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате и усрдно да се грижите да живеете мирно, да си извршувате собствената работа и да работите со своји раце како што ви заповедавме, да постапувате честно спрема надворешните и да не зависите од никого. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите, што немаат надеж. Зашто, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените пред Исус ќе ги доведе со Него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените. Бидејќи сам Господ по заповед на гласот на Архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останале живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Господ. Па затоа, утешувајте се еден со друг со тие зборови.